ова издание, Законот за поништување на лустрацијата влезе во собраниска процедура. Опозицијата најави блокада. Медена земја испише историја со 2 номинации за Оскар. Белата куќа со поддршка на протестите во Иран против соборувањето на украинскиот патнички авион. Повеќе во продолжение. Останете со нас. Поздрав од Вашингтон. Ова е ТВ журналот Newsflash на гласот на Америка на македонски. Јас сум Милена Ѓоргиевска. Документарниот филм Медена земја доби 2 номинации за Оскар, за најдобар документарец и за најдобар странски филм. За ова тој испише историја како прв македонски филм кој добил 2 номинации за Оскар. А пред да продолжиме со информацијата за поништување на лустрацијата, кусо за вестите од САД и од светот. Лидерите на владите кои се спротивставуваат на владењето на Ливија денес се среќаваат на мировни преговори во Москва. На нив ќе учествуваат руски и турски официјални лица со цел да се издействува мир во Либија, која се соочува со нестабилност по смртта на долгогодишниот лидер Муамар Гадафи. Обединетите нации, Лигата на арапските држави и Европската унија ги повикуваат двете страни кои се во трка за власт да ја почитуваат одлуката за прекин на огнот која се случи вчера. Рускиот председател Владимир Путин и турскиот председател Реджеп Тајип Ердоган, кои поддржуваат различни страни, ја поминаа неделата, повикувајќи за прекин на огнот. Американската амбасада во Триполи изјави дека е сериозно загрижена за странското мешање во конфликтот, додека некои европски лидери стравуваат дека Либија ќе се претвори во нова Сирија. Торнада, поплави и ветрови убија најмалку 11 лица во сојузните држави Тексас, Оклахома, Луизијана и Алабама. Околу 200.000 луѓе вчера останаа без електрична енергија како резултат на силните бури кои меѓу другото уништија дрвја и преврте автомобили. Ветровите предизвикаа прекин на струјата на источниот брег на САД, додека предупредување за поплави имаше во неколку јужни сојузни држави. Истовремено пак милиони граѓани во североисточниот дел на државата уживаа рекордно топло време. Метеоролозите велат дека до крајот на неделата сепак се очекуваат јануарски температури. Власта и опозицијата во кавга за предлог законот за поништување на лустрацијата. ВМРО од ДПМН најави дека нема да го поддржи ова решение. СДСМ пак вели дека Мицкоски ги штити злоделата на Груевски. Владимир Мирчевски со деталите. Лустрацијата пак ги скара власта и опозицијата, иако поминаа неколку години од завршувањето на процесот кој за ВМРО од ДПМН беше фер начин за утврдување на соработниците на тајните служби, додека СДСМ го сметаше за политичка пресметка со неистомислениците. Двете страни денеска во парламентот се конфронтираа за владиниот предлог закон за поништување на лустрацијата, кој влезе во собраниска процедура и требаше да го разгледува Комисијата за политички систем. ВМРО ДПМН најави дека нема да го поддржи ова решение. Партијата на аболицираниот Зоран Заев сега прави аболиција на кодошите. Децата на кодошите си ги амнестираат своите предци. Со СДСМ, Македонија стана единствена држава во Европа во која нема лустрација на кодошите на комунистичкиот режим, кои цели кариери изградија врз база кодошење на македонските патриоти, но и на недолжни граѓани. Ваквиот став на опозицијата социјалдемократите го гледаат како доказ дека ВМРО ДПМН не се променила и дека, како што велат, Мицкоски ги штити злоделата на Груевски. ВМРО ДПМН ја злоупотреби лустрацијата за политички, партиски, па дури и за лични цели. Со новото предложено решение се пристапува кон отстранување на штетните последици по лицата кои беа жртви на овие постапки. Собранискиот спикер има воздржан став за новата кавга во парламентот што тој го води. Јас како пратеник сум го поддржал законот за лустрација во времето кога сум бил пратеник. Не сум имал проблем со тој закон, ниту имам проблем со новиот закон. Во тој контекст посебен коментар не би требало. Од 2008 до 2015 лустрацијата во земјава преку 2 закона опфати неколку стотици луѓе, од кои дел познати јавни личности, критичари на владењето на тогашната власт на ВМРО ДПМН. Целиот процес на лустрација беше обележан со контроверзии, а сериозни забелешки за начинот на водење на постапките имаше и дел од меѓународната заедница. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.
Расте притисокот од Конгресот за обезбедување повеќе детали за убиството на иранскиот генерал. Истовремено, Белата куќа излезе со поддршка на протестите против соборувањето на украинскиот патнички авион минатата недела. Майкл Бауман за најновите случувања. Минатонеделните протести во Техеран против убивањето на командантот на силите на Кудс Касем Сулеймани беа заменети со израз на тага, но и гнев откако владата призна дека ненамерно го соборила украинскиот патнички авион при што загинаа сите патници и членови на екипажот. Американскиот претседател Доналд Трамп преку Твитер испрати порака до лидерите на Иран: не ги убивајте вашите демонстранти, илјадници од нив веќе се притворени или убиени. Светот следи и сад следат. Ова не е добра недела за иранскиот режим. Советникот за национална безбедност Роберт О'Брајан за ABC изјави дека администрацијата не сака војна, туку ќе продолжи да се залага за промена во Иран. Ќе ги поддржиме човековите права. Најдобра работа што може да сториме за иранскиот народ и за светот е да продолжиме со максимална кампања со цел иранскиот режим никогаш да не стаса до нуклеарно оружје, да ги запре терористичките активности во регионот и да ја скрати програмата со балистички проектили. На Капитол Хил, демократите и републиканците изразија разочарување дека Белата куќа не понудила докази со кои се оправдува нападот со проектил во кој беше убиен Сулеймани во Ирак. Председателот направи неколку неконзистентни и импулсивни одлуки кога се однесува на надворешната политика, при што американците се помалку безбедни, а во зголемена опасност се и животите на американските сили. Минатата недела представничкиот дом, што е под контрола на демократите, гласаше за ограничување на овластувањата за војна интервенција во Иран. Спикерката Ненси Пелоси беше на ABC. Конгресот има моќ да објави војна. Треба да одиме кон мир, а не кон ескалација за војна. Секретарот за одбрана Марк Еспер за програмата Соочување со нацијата на CBS рече дека немал увид во разузнавачките информации за акутни ирански закани до американските амбасади пред да биде нареден нападот врз Сулеймани, но го споделува гледиштето на председателот дека американските интереси биле во опасност. За NBC, советникот за национална безбедност О'Брајан изјави дека има докази за акутни закани, но не може да бидат објавени во јавноста за да се заштити капацитетот на разузнавачката моќ на Америка. Илиноис стана 11-тата американска сојузна држава, што ја легализираше марихуаната за рекреативна употреба. Маријама Диало за ова. Ако имате 21 година или повеќе, сега легално можете да купите марихуана во американската држава Илиноис. Некои од продавниците во Чикаго отворија во рани зори. Стана во 6 часот наутро, направи фотографија за да запаметам дека бев дел од промената во свеста и културното прифаќање на марихуаната. Джеки Рајан вели дека користи канабис со години и потегот ја радува. Ова е револуционерно. Конечно, Илиноис се приклучи на другите држави и тоа е навистина возбудливо. Гувернерот на Илиноис одобри околу 11.000 помилувања за лица осудени за полесни кривични дела во врска со канабисот, што е само дел од планираните 700.000. Абигел Воткинс работи за Диспензер 33, една од новите продавници за канабис. Ние сме најголем град на средниот запад на САД и сега имаме рекреативен канабис. Знаете, ова е борба со предрасудите. И се надевам дека ќе има репарации за сите што биле неправедно стигматизирани и несразмерно опфатени со борбата против дрогата и криминализацијата на канабисот. Илиноис е 11-тата американска држава со легализирана марихуана, заедно со главниот град на САД, а 34 сојузни држави одобруваат третман со канабис, но федералните закони се уште ја сметаат марихуаната за опасна супстанца. Мислам дека на крајот во целата држава ќе стане легална. Се надевам. Или се селам во Канада. Неодамнешна студија на Центарот за превенција и контрола на болести открива дека во државите кои ја легализирале рекреативната марихуана за 20% е намален бројот на смртни случаи поради предозирање со опијати. Благодарам што не гледавте. Останете со нас и на социјалните мрежи. Пријатно до утре.